ВМРО-ДПМН е подготвена за избори во секој момент, но под услов СДСМ, како што вели Антонио Милошовски, да е признаат изборната волја на граѓаните, односно да ги признаат изборите како фер и демократски. Тој по средбата со заменик председателот на шведскиот парламент Изабел Дингисјан изјави дека очекува позитивни сигнали деновиве од пржино. Доколку се изјасна дека сакаат да има политички избори и дека им веруваат на институциите кои што ги раководат кадри од СДСМ, како Државната изборна комисија, тогаш ние немаме никаков проблем да прифатиме изборно соочување и да дадеме шанса на граѓаните да одлучат за политичката ситуација во Република Македонија. Така што одговара секој оној датум кој што СДСМ смета дека е соодветен, под услов тие да се согласат дека ќе ја признаат изборната волја на граѓаните. ВМРО-ДПМН и Никола Груевски бегаат од фер и регуларни избори, затоа отвораат затворени теми. Според опозицијската партија, ВМРО-ДПМН на шверцерски начин ги донесе законите за внатрешни работи за полиција и дека владеачката партија на чело со Никола Груевски се навикнале на криминални избори. Но такви избори повеќе нема да има, стои во краткото соопштение на СДСМ. Од друга страна, од шведската амбасада во Скопје изјавија дека не заземаат страни и дека го делат ставот со Европската Унија. Тие ги поддржуваат напорите на работните групи преку преговори во пржино да најдат заедничко и прифатливо решение за сите страни. Владата или парламентот на Шведска нема никаков коментар за моменталните преговори. Како што знаете, ние ја потенцираме важноста на целосното спроведување на договорот од пржино. Ова е наш и ставот на Европската Унија, потенцираат од амбасадата на Шведска. Заменик председателот на шведскиот парламент Изабел Дингисјан изјави дека Шведска го поддржува и евроинтегративниот процес на Македонија и истакна дека билатералните односи помеѓу двете земји се на задоволително ниво. Билатералната соработка помеѓу Македонија и Шведска навистина е на добро ниво. Ние сме позитивни во однос на македонската евроинтеграција и имаме надеж дека Македонија ќе биде успешна во тој процес. Дингисјан и Милошовски, освен за моменталната политичка криза во земјата, разговараа и за евроинтеграцијскиот процес на Македонија, за емигрантската и бегалската криза, како и за родовата еднаквост во државните институции. Благодарам, господа.